Dobar den горда Македонија, добар ден комицко кавадарци, добар ден роднини, пријатели, соседи. Еден политичар кој за себе говореше дека бил изгубен во времето и ќе го барал семето, молејки да не му ја чепкаме гитарата и жиците од гитарата, колнејки се бесрамно во дедовината, татковината, во своите деца, онака мртов ладен, без око да му трепне, тој истиот го слушаме како сакајки да ја ослови нашата земја при еден настап на една телевизија од нашиот јужен сосед, му се испушти зборот на М и му беше срам, се исплаши, се сепна, не знаеше до крај да го изговори. Ајде да му помогнеме. Тоа на М, господине Зоран Заев, е она што вие го заборавивте, а се вика Македонија. Македонија! Токму тој истиот човек не убедуваше дека сме го заштитиле идентитетот, сме го заштитиле јазикот. Името вечно ќе ни биде, а се уплаши, трепереше, се срамеше, се сепна на првата буква, а уште колку ли предизвици не чекаат, господине Заев, кога вие на првата буква се срамите да кажете. Жално е навистина како овој човек од ден на ден се понижува и себе си и како самиот запаѓа од еден во друг проблем. Како да нема некој близок да му каже доста е со овие понижувања, доволно е. Пенкало не се бакнува името на сопствената земја, таа што те школувала, таа што те одгледала, и таа која што ја водиш како премиер, уште не за долго, господине Зоран Заев. Покажи малку достоинство, немој да се поклонуваш понизно како чирак од македонските народни приказни. Биди горд македонец, дигни ја главата високо. Македонија те повикува, таа е татковината која што стои за тебе кога тебе ти е најтешко. Храбри македонци, непокорни македонци, кога ве гледам вака на собрани, со гордо кренати глави, дојдени овде во Кавадарци, со бајраците на сонцето кој е наш белег, ќе му порачам на Зоран Заев, ова е Македонија! Македонија е името кое што гордо звучи и се разликува од другите. Тоа е името кое ни ги изголемува страдањата, ама со гордост го носиме. А гледаме на оној кој прв треба да го брани, тешко му е да го изговори, па застанува на првата буква на М. Но затоа ВМРО е тука. Македонија, буквите за кои пишувале великани, Прличев, Мисирков, Коневски, името по чии бајрак гинеле мажишта, се собрале и линденците и партизаните, за да го имаме ова што денеска го живееме, за да можете вие да трошите пари од граѓаните за фијаска, како што беше она во вчерашниот ден, кога луѓе пред многу години под ножот ги оставиле своите животи за ова што почнува на М, да им дадеме вечна слава на тие луѓе кои ги дадоа храбро своите животи на битката кај ножот. Немаме друга алтернатива, браќа и сестри. Немаме избор. Немаме избор и мора вака да биде. Ако погледаме длабоко во минатото, ќе видиме дека единствен избор е да веруваме во себе и во собствените капацитети.
i da sme svesni дека od nas samite zavisi kako ќе живееме. Никој денеска не дава некому да му падне од Господ од небо. Мора да се бориме, мора да имаме визија, мора ние самите да го направиме нашиот живот достоинствен. Знаеме како, ќе работиме секој ден макотрпно, додека не ја реализираме оваа цел, да ги направиме граѓаните на оваа земја без разлика на нивната професија, етникум и без разлика на нивното образование, горди и достоинствени граѓани на Република Македонија, со дигнати глави. Горди македонци, нека не се залажуваат со онакви прослави како она вчера, на која учествуваа прелажани уметници, на кои треба да славиме дека сме влегле во НАТО и во Европската Унија. А всушност сме многу далеку од нив. Далеку сме затоа што во НАТО и во Европската Унија не се лажат артистите дека ќе се представеле пред народот, а всушност грубо се злоупотребени за политички цели. Тоа не се вредностите на НАТО и на Европската Унија. Кај НАТО и Европската Унија не се местат тендери за членови на владата или за браќа и братучеди на премиерите. Во НАТО и во Европската Унија не се возат и не парадираат со воени хеликоптери на ручеци и приватни забави вечери. Во НАТО и во Европската Унија нема да видите, се извинувам, ослободени криминалци или аболицирани премиери. Нема да видите како градоначалници шверцуваат стотици и илјадници пакетчиња цигари. Нема тоа да го видите во НАТО и во Европската Унија. Да не се лажеме, далеку сме и од НАТО и од Европската Унија, бидејќи таму не се оди со овие луѓе и со вредностите што овие луѓе нас ни ги продаваат. Таму се оди гордо, достоинствено, со визија и со проекти, често, одговорно и принципиелно. Тоа се вредностите што ние сакаме да ги споделиме. Колку сака Заев нека глуми радост, нека бакнува пенкала на еден непрописен и непристоен начин. Колку сака нека се лажат и надлажуваат тој, Димитров и Шекеринска. Но факт е дека пред да влеземе во НАТО и во Европската Унија, прво треба да се промениме самите ние, да размислуваме и делуваме европски. А за тоа да почне треба да дојде една нова генерација на политичари. Односно, најпрви им треба да раскрстиме со остатоците на политичките транзиционери кои што се уште ги окупираат кабинетите во владата, во министерствата и во јавните предпријатија во оваа наша мила и напатена татковина Република Македонија. Треба да раскрстиме со тие политичари. Нема друга алтернатива, а тоа го можете само вие, народот, на следните предвремени парламентарни избори, да ги вратиме на буништето на срамната историја. Горди сограѓани, соседи, она што се случува во дипломатијата е само финалето на тој тотален хаос, кој што се продуцира во секоја сфера во животот. Во економијата, во здравството, во образованието, земјоделието, социјалата, буквално во секој еден ресор. Имаме одземена држава. Дојдоа на власт со сурова злоупотреба на судбини, а денес нема недела да не ни се случи по некоја смрт на некое дете, некое претепано бебе, злоупотребен малолетник,
prerano izguben čovečki život. Nekoja majka koja se zaviva vo crno i nekoj plać od koji se prevrtuva dušata, peče i boli. No na njih to ne im je gajle. Helikoptero te tuka, pali i vozi na ruček i večera. Za to dojda. Власта ја загуби совеста. Министерот за внатрешни работи ќе го видите во јавноста како се приклучува на она партиски оркестрирана еуфорија. Демек славел. Ама нема да видите пресконференција на која ќе излезе и ќе ги објасни причините и мотивите за прераниот изгубен живот на Никола Саздовски, дека ги фати у злосторниците и дека истите се во занданите и ќе одговара за злоделото што тоа го направија. Нема тоа да го слушнете. Но затоа пак ќе ги видите во скапите лимузини и ќе ги видите во рестораните како прославувале демек нешто. Најмалку што треба да направи, ако има и најмала совест во него, е да излезе и да поднесе неотповиклива оставка веднаш. Сведоци сме на други немили настани во градот Скопје кои проаѓаат онака како ништо да не се случило, како статистичка грешка. Деца се прободени со ножеви, а истите оние сторители на тие злодела кои што се фатени добиваат казна, засилен надзор од социјален работник. Па тие луѓе ќе ги изгубат животите. Што треба поише да се случи за да веруваме дека не ве бива? Дека не знаете што правите. Не можете тоа да го покриете со целокупната нарачана армадила на текстови и против мене, и против ВМРО-ДПМНЕ. Не можете тоа да го направите. Треба јасно и гласно да им порачаме од гордо кавадарци. ВМРО-ДПМНЕ на сите вас. Кога велиме амнестија за патриотите од 27. април, велиме доста беше уништување на македонското во македонците. Ама тоа за нив не е доволно, затоа што они пуштија и ослободија од затворите 800 криминалци кои се вратија на улиците. Тие може да ги амнестираат, а патриотите не може. Нема веќе така. Денес на слобода горди македонци, достоинствени и храбри патриоти, ќе ги видите убиците на децата од Смилковско. И кога ќе ја запраша некој владата, зошто е млака, зошто Заев така млако действува и не ги осудува остро ваквите случаи на насилство, зошто нема ревностна реакција на институциите на системот. Затоа што мора да бидеме искрени да кажеме дека тој на овој начин тргува со гласови, она што обичниот човек значи страф и несигурност, за него значи простор за договори и политички поени, токму со оние криминални структури од населението со кои оваа власт е во тесна и нераскинлива врска и папочно се поврзани. Владата на СДСМ и криминалците ослободени од затворите. Затоа е потребна амнестија за нашите патриоти од 27. април. Секогаш, кога ќе ви кажат, ќе ве убедуваат дека на крајот од тунелот има светлина, бидете сигурни дека тоа се фаровите на джиповите преку кои во раните утрински часови, во доцната ноќ,
švercуваат цигари преку граничите премени низ Македонија. Тоа е тоа, не е светлината на надежта. Светлината на надежта е Македонија и ВМРО ДПМНЕ, која што гордо стои исправено и вели доаѓаме и никој не може да не сопре. Цела армадила на полицајци нема да не сопре. Секогаш ја користам оваа прилика да ги поздравам и припадниците на Министерството за внатрешни работи, на полицијата, од овој горд и насобран народ. Вие сте тука, народот е позади вас. Оставете ги, не ги штитете злосторниците. Не се тие луѓето кои што треба да ги штитите. Ова е народот кој е зад вас. Бидете храбри и достоинствени. Бидете горди на професијата, бидете горди затоа што сте дел и не заборавајте од македонската полиција. Сакам малку да зборувам и за останатите професии. Земјоделието е на најниско ниво. Уште се чекаат оштетите од невремењата. Од тогаш помина уште едно ново лето. Во исто време, кога велат откупот на Бостанот одел како што треба, демантот веднаш стига, гледаме како земјоделците наместо да го фрлаат по реките, стојат пред бензинските пумпи и го делат на нивните сограѓани во нивната татковина, затоа што знаат барем маката да ја споделат, да има кој да ужива во нејзе, за да не завршат во реките како скапуваат. Од Министерството пак не убедува дека тоа било фатаморгана на ВМРО ДПМНЕ. Не е фатаморгана, тоа е реалноста. Бидете сигурни, тоа е реалноста. Арно не се сторило одамна во земјоделието. Лани беше исто со праските овде во Кавадарци и Росуман. И како тргнала годината, кој знае како ќе биде со пченицата, оризот или гројзето. Иако се уште ги паметат граѓаните зборовите на премиерот дека нема да дозволел никаков проблем со откупот. Но гледаме сега велат што да правам, не можам да го решам, не знам како. Треба да знаеш како да го решиш проблемот со откупот. Лесно е да ветуваш. Кога ќе дојде денот да се справи со проблемите, тебе те нема. Ке завршиш на некој викенд на Халкидики и од таму све розово делува. Точно е. Прашај ги овие луѓе како се печат под жешкото македонско сонце. Се сеќавате на двете фирми Еврокомпозит и Колска. Ете, овие две компании беа меѓу првите ветувања на власта дека ќе се донеле трајни решенија и ќе проработеле. Поминаа 14 месеци. Ниту решение има, а плати ако добијат по некоја милостина од неколку стотици денари еднаш или два пати годишно. Здравството стана министерство за смрт. Нема една реформа која ја направија. Нема ниту еден проект кој го спроведоа. А се сеќавате колку само гласни беа и низ какви се човечки болни судбини беа подготвени да газат. А сега кога умираат луѓе, кога умираат бебињата во гинеколошко-акушерската клиника поради недостиг на инкубатори, а пациентите крварат по ходници, докторите немаат ниту за завој да го преврзат, зашто тој морал некаде приватно да се купи, никаде ги нема. Затворени се во нивните кабинети под клима, увалени длабоко во комфорните фотели и ги нема да ја видат реалноста по која што така жестоко плука кога беа така горди опозиционери. Ги нема да ги решаваат реалните проблеми. А ги нема? Ги нема затоа што нивната приоритет беше како да се укине Советот за јавни набавки и да можат на полесен начин да ги договараат тендерите во 4 очи.
Тоа беше нивната приоритетна цел кога ја формираа владата пред 14 месеци. Горди македонци, достоинствени патриоти, може слободно да кажеме дека за 1 година и 2 месеци, колку што се на власт, бележат само порази и тие стануваат наше болно секојдневие. Но она каде што навистина се трудат, овие порази, преку забрефтаната и скапо платена пропагандна машинерија да ги представат како наводни победи, по принципот на онаа случка од комунизмот во соседна Бугарија, тази дупка не е дупка. Тоа е единственото нешто кое што им е преостанато. Не е за чудо и Чочек да изиграат како оној Чочек што го играа пред тунелот на автопатот Демир Капија Смоквица, кој тие ниту го испроектира, ниту го изградија. Тоа е дело на ВМРО, ДПМН и уште такви стотици дела ќе останат позади нас. Браќа и сестри, во моментов се случува една комплетна демонтажа на еден систем на вредности, кој е вкоренет со децении, кој е граден со години и генерации наназад. И овој систем сака да го заменат со безпринципиелност, поделба и омраза. Луѓето да си станат непријатели едни со други, да се делат во политиката на десни и леви, во бизнисот, да се поларизираат мислењата во културата, во образованието, да се ловат виновници и предавници. Но оние кои ја сакале Европската Унија и НАТО и оние кои биле против. Токму ова инструирана кампања на владата сака да постигне една рамнодушност, која е резултат на чувството на одлепеност од народот и опиеност од власта. И така помеѓу 2 до 3 потапшувања и неколку пенкала после успешното бакнување ќе завршат во џебот на Заев, та нели човек карактерот не може да си го смени, мора се во неговиот џеб да заврши. И некој скапо платен викенд на Халкидики ќе им текне идеја дека треба да срушат се што претходно е изградено, наместо да продолжат онаму каде што некој пред нив застанал и макотрпно работел да тоа го реализира. Ја користам оваа прилика да им порачам нешто. ВМРО не можете да го уништите на овој начин, бидејќи тоа е секој еден македонец. И пред да почнете нешто да ја преименувате или рушите, обидете се нешто да изградите, затоа што камен на камен немате оставено. Нас не води идејата на тие дејци, на тие јунаци. Нивната идеја повторно за брзо време ќе биде славена после вашиот дебакал на следните предвремени парламентарни избори, сличен на оној дебакал кој што ви се случи вчера. Почитувани пријатели, Македонија се сака со дела. Јаде да се мериме по работа, а не по омразата продуцирана од власта. Нашата визија за Македонија е земја на интегрирано општество, со силна пазарна економија. Потребен е рапиден развој сега и веднаш, не утре, не задутре, не изговори, не по некоја година, сега и веднаш. Македонија нема време за чекање, ни треба економија која ќе создава додадена вредност, која што ќе вработува и ќе обезбедува достојна иднина за нашите сограѓани, да направиме услови да сите оние наши роднини, соседи, пријатели, другари, кои што ги напуштија нивните домови во нашата татковина, да се вратат веднаш
i da bidat svoji na svojeto, bi reki kameno teži samo doma. To je naša ta vizija. Tije luge da si gi doneseme doma, da gi napravime gordi Makedonci, a ne da se sramuvat koga go gledat kako premijerot go baknuva ponizno penkaloto i venaš go stava vo džep. To je ona politika. Koga od vlasta kerečat se dogovarate za državната izborna komisija za da sme osigurale amnestija. Treba da znat deka na takvite lagim nema kraj. Ne veluje, ne barame ništo, barame samo fair uslovi da možeme da ve deklasirame na slednite predvremeni parlamentarni izbori. To barame, pa to li je toliko mnogo i strašno, toliko li je potrebna vlasta, toliko li ne sagate da se puštite od vlasta. Ja sve razbiram, ta vlast je neophodna da gi obelite vašite kriminalni dosijeja, da možete da zarabotite ušte nekoliko desetici milioni evra. No na to ako mu dojde krajot, za to ako odgovarate i koga me povikuvate, ajde da ja slavime i nina ta evropska na Makedonija, ke vi odgovoram, ke ja slavime ta i nina, no najprvim ke završime so kriminalot i revizija na abolicijata za global, ke završime so revizija na osloboditelnata presuda za potkup i nema da vide kacarska, ke vide nezavisen sudija i obvinitel, koji što ke dosudi kazna koja što ja zaslužuvaš, ke završime so mi NATO to, pa potom ke gradime so evropska idnina. To je idnina takva što mu je potrebna na ovaj narod. Следува тежок период. Следува период во кој, како што слушате, премиерот не му е важно дали ќе била северна, горна, долна, дали ќе све биле македонци или нешто друго. Битно било само да се увалиме во фотелите и да чекаме нешто да ни дојде онака, затоа што ние ќе сме оделе те ваму, те таму. Тоа е исто како да кажете дека денот е ноќ, а црното бело. Како да кажете крвописот во Ваташа не постоел, а таму токму за тоа име сгаснале 12, повторувам, 12 млади животи. Слава нека им е, тие сгаснале за ова име. Како да ги помножите со нула, што за оваа земја се бореле кавадарчаните Велков, Минчев, Ќурчиев, Пане Иванов, кои го формирале, како што кажа председателот на Општинскиот комитет, округот на ВМРО, веднаш после Солунскиот. И при чија спомен плоча го држиме и денешниот митинг. Затоа, браќа и сестри, стојам овде гордо пред вас. Стојам гордо пред вас и ви велам, оваа битка нема да биде лесна. За оваа битка мора да сме подготвени, мора да сме мудри, трпеливи. Паралелно додека ја водиме битката, потребно е да ја креираме програмата која што ќе значи одговор на проблемите на нашите сограѓани. Но оваа битка значи битка помеѓу две опции. Едната е спас на кариерата на Зоран Заев и втората е битката за Македонија. Јас ја избрав втората, а гледам и вие сте ја избрале. Горди македонци, нашите великани во минатото пишуваа. Да се биде македонец најпрви не света работа. А дури потоа проклетство и немир. И ние сме македонци само затоа што зборуваме на македонски. И не сме македонци
samo zato što pejeme na makedonski. Makedonci sme zato što tagуваме на македонски. Тагуваме на македонски, никогаш не треба тоа да го заборавиме. Но прекрасно ми е што сум македонец. Оти само еднаш татковината се освојува од надвор, а потоа секога, запаметете, секога се освојува од внатре. Затоа е прекрасно да си македонец. Неплодна земја не раѓа, а Македонија раѓаше и бунџи, и ајдуци, и комити, и партизани. Од гнездо на црно пиле, бело не се извеало. Ни во сон не помислувајте дека Македонија не е татковина на слободата, дека не е нива на љубовта, дека не е поле на верата, а јас ке додадам, Македонија од ден на ден се буди и е горда на синовите и керките кои што стануваат за незе, кога на незе е најпотребно. Драги пријатели, овој пат ќе го чекориме заедно, рамо до рамо, срце до срце ќе чука во периодот кој што доаѓа. Затоа што сме сите потребни. Секој еден од нас и е потребен на мама. Сега мајка не вика да застанеме еден до еден и да го изодиме овој пат. Нема, можеби да имаме втора шанса, верувајте. По цена и на све треба да сме подготвени. Колку сме, толку сме, токму сме и горди сме. За крај, ќе ми дозволите од дното на душата, со полно срце, да ви порачам, Македонија ќе победи, да ни е жива и здрава мајка мила Македонија, да сте ми живи и здрави сите вие, да ни е живо и здраво ВМРО ДПМН.